The real deal, Macedonian language. Стотици години незнабожците не го обожавале Бог со дух и вистина како што е наведено во Јован 4:23. Во него се вели, но доаѓа часот, а сега е, кога вистинските обожаватели ќе му се поклонуваат на Отецот со дух и вистина, зашто Таткото бара такви за да му се поклонуваат. Вистинските обожаватели се вистински христијани и мора да разберете дека не сте ниту во моментот, но се надеваме дека ќе бидете во иднина. Имаше трагедија што им се случи на неевреите христијани и светци кои беа духовни праведни верници. Тие беа убиени од други така наречени верници кои беа физички праведни. Сите се нарекуваа христијани пред стотици години исто како што се нарекуваат себе си денес. Вистинските христијани се единствените кои можат да ви ја дадат вистината за Новиот Завет бидејќи го имаат духот на вистината во нив. Бог има наредба, Бог на Исус, а Исус на учениците. Вистината и мистеријата им беа откриени на учениците. Марко 4:11-12 и им рече, вам ви е дадено да ја знаете тајната на Божиото царство, а на оние што се надвор, си им доаѓа во параболи 12 за да гледаат, а не гледаат, и слушајки, слушаат, а не разбираат. 10 а тој рече, вам ви е дадено да ги знаете тајните на Божиото царство, а на останатите им е дадено во параболи, за да гледаат да не гледаат, а слушајки да не разберат. Учениците најпрво биле наречени христијани во Дела 11:26. Христијаните минуваат низ процесот на осветување и стануваат светци, значи, христијаните и светителите се тие кои ги поучуваат верниците, оние кои не се крстени со Светиот Дух со пројавувањето на Духот на вистината. Верниците мора да ја слушнат вистината од вистинските христијани или светци. Римјаните 8:8 така, оние што се во тело не можат да му угодат на Бога. 1 Коринтијаните 15:44 се сее природно тело, се воскреснува духовно тело. Има природно тело, има и духовно тело. Ефесјаните 1:13 во него и вие се надевавте, откако го чувте словото на вистината, евангелието на вашето спасение, во кого, откако поверувавте, бевте запечатени со Светиот Дух на ветувањето. Мора да го имате духот на вистината за да ја научите вистината. Само вистинските христијани и светци го имаат духот на вистината во себе. Јован 16:13 меѓутоа, кога ќе дојде тој, духот на вистината, ќе ве води во сета вистина, зашто тој нема да зборува од својата власт, туку што и да чуе ќе зборува, и тој ќе ви каже што ќе дојде. Бог ќе се грижи за оние кои ги убиле вистинските христијани и светци. Мојот фокус е да ве подготвам да станете светец. И пред да станеш светец, прво мора да станеш вистински христијанин. Вистинскиот христијанин е исполнет со Светиот Дух и зборува на други јазици, како што е наведено во Дела 2:4. Иронично е што оние кои се вклучени во убивањето на вистинските христијани се нарекуваат себе си христијани. Немало еден вистински христијанин од убиството на сите вистински христијани пред стотици години. Само затоа што се нарекуваш христијанин не те прави христијанин. Мора да ја исполните Божјата дефиниција во Новиот Завет. Разбирањето на трагедијата на она што им се случи на нееврејските верници е само користење на здравиот разум. Тоа беа физички праведни верници кои сакаа да ги контролираат духовно праведните верници со пари, моќ и контрола. Единствениот начин на кој можеа да ги контролираат беше да ги убијат. Тие повеќе би сакале да умрат отколку да ја променат вистината во Божјото Слово бидејќи го имаат духот на вистината во себе. Јован 14:17 Духот на вистината, кого светот не може да го прими, зашто ниту го гледа, ниту го познава, туку вие го познавате, зашто тој живее со вас и ќе биде во вас. Што се случи потоа што ги погоди верниците? Деноминација. Секој може да започне деноминација врз основа на сопственото мислење. Затоа многумина религијата ја нарекуваат мислење. Може да се заснова на малку вистина или воопшто нема вистина. Прашање: како очекувате некоја деноминација, по стотици години, да ја знае вистината сега кога почна без вистината? Само затоа што деноминација постоела, учејки ги нејзините лажни наративи до точка што станува традиција, не ја прави вистина. Ниту една деноминација не знаела дека Матеј 28:19-20 е дефиниција за христијанин, или дека Јован 3:5, Марко 16:18, Дела 2:4, па дури Јован 3:16 дефинираат што е христијанин. Секој од овие стихови зборува за Христовиот дух,
Духот Божи и Духот на вистината. Колку и да мисли човекот дека е интелигентен, тој не можел да ја разбере духовната вистина во Божјата реч, 1 Коринтијаните 2:14, но природниот човек не ги прима работите од Божиот дух, зашто за него се глупост. Ниту може да ги познае, бидејќи духовно се препознаваат. Свештеник или водач кој стои пред собранието, нарекувајќи се себе си христијанин, а собранието христијани, не го знае Новиот Завет и нема поим зашто е Царството Божјо. Зошто не се споредуваш со учениците кои биле наречени христијани откако биле крстени од Светиот Дух? Дела 11:26. Тие беа поучени за вистината од Исус, го примија Христовиот Дух, Јован 20:22, тие го примија Духот Божи и Духот на вистината кога беа крстени од Светиот Дух, Дела 2:4, и мора да зборуваш на јазици. Марко 16:17. Дела 2:4 вели, и сите се исполнија со Светиот Дух и почнаа да зборуваат на други јазици, како што Духот им даваше да зборуваат. Потребни ви се Христовиот Дух, Духот Божи и Духот на вистината за да се исполните со Светиот Дух. Оние од вас кои зборуваат на јазици сега треба да бидат научени за вистината пред да го добиете Духот на вистината. Еден верник, мислејќи дека се христијани, рекол дека се родени во оваа деноминација и дека ќе умрат во оваа деноминација. Само затоа што оваа деноминација постои стотици години, таа стана традиција со своите лажни наративи. Верниците мора да разберат дека откако ќе умрете физички, продолжувате да живеете духовно. Јован 5:29, и излезете, оние што правеа добро, за воскресение на животот, и оние што правеа зло, за воскресение на осуда. Целта на црквата е верниците да станат христијани и светци. Црквата не била основана за да ги задоволи или да ги натера црковните водачи да станат богати. Разбуди се. Слушни и примијте во своето срце вистината во Словото Божи.